Во студио на Нова мој гостин е Петар Богоевски, иницијатор на политичката платформа Македонски концепт. Добро дојдовте и првото прашање, што е македонски концепт? Благодарам на покана. Па, едноставен одговорот, граѓанска иницијатива, односно граѓански активизам, организирана на база на граѓански активизам, со цел да се намине постоечката состојба во земјата. За да покажам попластично, пред неколку години имавме една состојба на киднапирана држава, кога институциите не беа, односно републиката не беше може да се одбрани и се активираа граѓаните во одбрана на републиката. И на тој начин се активиравме и ние внатре во партијата, во одбрана постојба на републиката. Сите заедно успеавме да направиме чекор напред во демократизација на земјата и дојдовме сега во една ситуација 2020 година кога републиката е повторно киднапирана, но сега не само од политиката, него се гледа дека суштината на киднапирањето лежи во рацете на мафијата, а не во рацете на политичарите. Не секојаш политичарите носат одлуки за многу прашања во земјава, кога што успеала мафијата да си ја земи државата по своја контрола. Кога велите мафијата, што е мафијата? Кој е мафија? Се она, рекет, суди, непотентни да донесат одлуки, чудни ослободувања од притвори и затвори, чудни победи на империја врз СЈО, распадот на СЈО, се е тоа мафија. Се е тоа неуспех на институциите, на републиката, да се спротистави на мафијата. Последен браник секогаш на демократијата на републиката се граѓаните. Тоа е македонски концепт. Граѓански активизам за одбрана на републиката од мафијата. СДСМ според вас не успеа да се справи со тоа и како вие ќе се справите? СДС потвори комплетно на добра. Како ќе се дали е македонски концепт партија политичка? Бескомпромисна акција за ставање во функција на државните институции во борба против мафијата. Бидејќи било каков компромис со нив и најмал компромис го предизвика ова што го имаме денес. Како постоечка состојба. Дали е партија македонски? Не е политичка партија, зашто политички партии се бори на многу досадни. Сега на политичка сцена во Македонија видовме формирање на десетици политички партии без функција и секојаш тие се привезок на големите политички партии. Добро, која е вашата идеја? Не е поентата да е привезок на некого. Како ќе дојдете до позиција за да го остварите ова што го велите, државата да ослободите од мафијата? Доколку оваа кампања која е сега актуелна, приклучи се, под мотото за нормална држава, доколку оваа кампања е успешна и се мобилизира доволен број активисти и поддржувачи, ние на граѓаните ќе им понудиме граѓански листи за претеници. Доколку граѓаните дадат легитимитет на тие граѓански листи и успееме да оствариме влијание во законодавната власт, со тоа директно нели во извршната, во таков случај можеме да гарантираме што ние ќе спроведеме, тоа се низа Кој сте мерки. вие сега? Па, во овој момент во македонски концепт имаме активисти од сите политички партии досегашно активисти. Имаме од различни етнички групи, имаме исто така од различни религиозни групи. И тоа е поентата. Поентата е да и суштината на македонски концепт е промоција на граѓанска држава во смисла на комплетно во која е комплетно воспоставена идејата за граѓанска нација. Нас не интересираат правниот однос граѓан држава, граѓан република. Имате ли поддршка од граѓани? Личниот интегритет. Имате ли поддршка во таа смисла? Па во овој момент поддршката е огромна. Но од нас зависи како тоа ќе го канализираме и ќе го валоризираме во конкретно влијание на политичката сфера. Ако успееме, веќе ќе биде. Дали ова резултат на неуспехот на оној обид за реформи во ВМРО на чие чело бевте вие во овој период? Реформите во ВМРО беа еден процес кој се заокружи со смената на Никола Груевски во лидерската позиција на партијата и се она што требаше да се спроведи после тоа, се тоа беше одбиено да се спроведи, односно Мицкоски го прекрши дадениот збор дека доколку биде лидер на ВМРО ДПМН, он ќе ги заврши комплетно реформите, односно промени на политиките, промени на кадровски промени и статус. Пропаднат ли е тој процес? Мислам дека тој процес е за секогаш пропаднат и не е доволен. Сега и да се направат делимично маска или шминка во тој процес, тоа не и помага сега на носечката структура во партијата, бидејќи партијата е веќе доведена во една таква состојба, во еден таков конгломерат кога и тие реформи не се доволни. Сега е потребно комплетна трансформација на ВМРО ДПМН во форма на унија. Веќе таму ми имате и мене,
Јас сум се уште член на ВМРО ДПМН. И останувате Имате член. прозападното криво на ВМРО ДПМН, или реформаторско и така како сега да речете го. Го имате советскиот блок на ВМРО ДПМН, кои се доста засилени, чии лидер е Мицковски. Имате бандитски блок таму кој функционира во кохабитација, ги имате клиентелата кој секојаш се на страна на печатот. Така да цялата таа структура бара веќе нова визија за решение на таа партија. Дали во македонскиот концепт се приклучија и дел од реформаторите кои во ВМН? Да, апсолутно. Секако, голем дел се и директно јадрото иницијативата за организирање на македонски концепт. Кога ќе знаете дали одите на избори? Со понуда, со граѓански листи? Како Па што некаде, веројатно на крајот на февруари. Пред крајот на февруари. Какви се реакциите во ВМРО ДПМН во таа смисла? Па непримерни. Повторно се користат истите методи на Груевски. Тролови, напади на непринципиални, измислени напади на Твитер, на социјалните мрежи, на Фейсбук, ботови, спинување во медиумите, мои изјави, на другите луѓе изјави, користење на оние квази политичари од минатото 90-тите, кои меѓу другото имаат и украдени портали. Значи, сето тоа е една структура која не се откажа никогаш од ресурсите и од методите на минатото, на Груевски. Како поранешен заменик генерален секретар на ВМРО ДПМН, како ја оценувате кои се кадрите кои сега влегува во оваа пржинска влада? Па за жал мислам дека тие кои беа поистакнати во времето на Груевски беа далеку поквалитетни од вториот ешалон на груевисти. Овие кои се сега се втори или трети ешалон на груевисти, кои се страшно понеквалитетни и не само понекадарни, него и со многу помал демократски капацитет од тие кои беа прв ешалон за време на Груевски. Дали Груевски? Значи работата Сака да кажете дека Груевски ја контролира се уште партија? Апсолутно да, меѓутоа според мене работите одат на полошо, не на подобро. Во тој поглед. Кога велите останувате член на ВМРО ДПМН, планирате да се вратите? Да се ангажирате? Не го напуштате ангажманот? Не, тоа зависи од ВМРО ДПМН. Дали партијата ќе најде сили во идниот период да се трансформира во некоја форма на унија, која ќе биде толерантна кон сите наши различни типови на поддржувачи на десницата, или ќе мора да се бара решение што понатаму со македонската десница. Секако дека македонската десница не смее да остане киндапирана на структурите на мафијата и на минатото. При тоа не бидам разбран погрешно, не е тоа само кај десницата. За жал и огромни структури во левицата и во владачката структура се под контрола на мафијата, што се виде од последните случувања, се виде од степенот, односно успешноста за справување со мафијашките структури последните 3 години. Зошто СДС мисли дека не успеа да се справи со тие структури? Па не видовме ништо конкретно или некаков посебен резултат. Оправдување има дека судиите или не знам, обвинителите биле осталите структури, меѓутоа кога добиваш мандат од граѓаните да ги решиш тие прашања, не може да биде оправдување дека останале структури од минатото. Или го земаш мандатот и ги решаваш прашањата, или не го земаш мандатот. Ве обвинуваат, особено од луѓе од ВМРО-вска провиненција, дека сте бугарски некаков агент кој е ангажиран за инсталирање на бугарски. Има неколку обвинувања. Агент на Заев, агент на Мијалков, бугарски агент, амерички агент, и тоа сето е по потреба на пропагандната машина на палатата, на Народната палата. Во суштина станува збор за моето интервју за Фактор БГ, во кое и претходни други интервјуа, во кои јас малку различно од она што го прави Заев, да понуди решенија, ама половични, односно решенија кои не се решенија, а кои раѓаат после тоа проблеми, како што е договорот бугарски или како што е и преспанскиот договор, кои не се целосни или одржливи решенија. Јас понудив конкретно решение, односно го давам на тацна компромисот помеѓу Македонија и Бугарија. Компромисот е на тоа дека мора да се констатира македонизмот како постоечка состојба во Македонија и кој треба Бугарија безусловно да го прифати, како единствена порта кон понатамошно градење на добрососедство. Се тоа сите оние стари структури, оние така наречени новинари, кои служат на етнички партии со етнички признаки или кои служат на други центри на моќ надвор од Македонија,
го употребуваат мене да ме обојат во бои на некакво филство или манство, наспроти она што е реално, а реалноста е дека се они структури кои работат за други лица. Одите низ Македонија по терен во обид да промовирате оваа платформа. Да. Како ви изгледа, како стојат работите на терен? Како Мислам е дека- расположението на граѓаните? Мислам дека граѓаните се премногу внимателни, предолго излажени, и за да во овој момент да запалиме момент на да го препознаат македонски концепт, да се вклучат масовно да го поддржат, тоа е нашиот предизвик наредниот месец. Ако во оваа кампања не успееме да го доловиме вистински македонски концепт во неговата суштина, и ако успеат граѓаните да го препознаат како таков, мислам дека ќе добиеме огромна факторизација кај граѓаните, бидејќи повеќе од третина од граѓаните веќе никогаш нема да се произнесат за СДСМ или за ВМРО ДПМН. Они се подеднакво разочарани од двете структури. Во исто време имаме огромен дел... Македонскиот концепт имаме е обид да се мобилизираат незадоволните и имаме активисти од од двете да речеме луѓе кои порано гласале за ВМРО ДПМН и за СДС. Сите граѓани кои се спремни на компромис во интерес на државноста на земјата и во борба со мафијата, без разлика од која партија доаѓаат, но има еден интересен момент, во ВМРО ДПМН има еден огромен дел од членството, околу 120.000 гласачи, кои се прозападно и продемократски ориентирани, кои не се гледаат себе си во обновата на Мицковски. Значи, обновата на Мицковски не е ВМРО ДПМН. Обновата е обнова на минатото. Тоа не треба да се идентификува, персонализира со партијата. И македонски концепт може да понуди поквалитетни десничарски решенија визави обновата. Ви инсистирате на тоа дека е десничарска опција македонскиот концепт. Не десничарска, во овој момент е граѓански активизам кој ги прифаќа сите видови на активисти. Имаме и луѓе од ЛДП кај нас, имаме луѓе и од бившата либерална партија, имаме луѓе од СДСМ, но тоа е концепт кој може да понуди поквалитетни решенија, па макар и кои идеолошки може да ги класифицираме како десничарски решенија, визави обновата на Мицковски, која ви кажав, е само обновување на бандитизмот, ништо друго суштински нема да смени. Особено нема да го смени она најчувствителното. Тоа е она невулгарното, тоа е она кое нас најмногу не револтира и против кое излегуваме. Тоа е користењето на тие методи, значи ние сме опозит од тоа, но и оние лажни ветувања. Едно да го зборувате пред европските лидери или европските дипломати, во поглед на Преспанскиот договор, во поглед на Бугарскиот договор, во поглед на името на сите тие прашања, а пред граѓаните телевизиите да зборувате сосема друга форма, а во општинските комитети и местните комитети на терен да зборувате сосема трето. Тоа е нечесно кон граѓаните. Во контекст на таква една ситуација во која се наоѓа Македонија сега, какви се вашите прогнози за Македонија за 2010? Македонија 2020, се извинувам. Па добро, и 2010 да заиме супер показател, пошто тоа почнаа проблемите. Еве потрошивме 10 години до 2020 за сето ова што се случи сега. Јас мислам дека подобро да зборуваме како гледа Македонија во 2030. Тоа е некаде до прилика земја која предвлез во мислите ЕУ. дека ќе се случат? Кои се На изборите? според вас клучни работи кои ќе се случуваат во 2020? Јас мислам дека ниту СДСМ, ниту ВМРО ДПМ ќе бидат во можност да формираат влада. Ке мора тоа да биде трет фактор кој ќе даде легитимитет на таа влада. Тој трет фактор ќе биде факторот кој или поинаков фактор, не убавото збор трет, него поинаков фактор, нешто поинакво од досегашна политика, нешто кое граѓаните ќе го легитимираат баш за тоа, за да биде баланс или контролен фактор на владењето на овие веќе видени структури. Влегуваме во НАТО, очекувате ли почеток на преговори за членство со Европската унија? Некои најавуваат за март, не сум сигурен за март поради Брекзит, чисто од технички причини. Меѓутоа сум оптимист дека во текот на оваа година ќе започнеме преговори со Европската унија. Петар Бугајски, и благодарам за овој интервју. Благодарам на вас.